Сега да ти кажам искрено, кампањата на СДС 2016 беше пооштра. Кон Дуи. Апсолутно. Не се индивидуализираше на Али Ахмети или на Артан. Да. Ами поише штета му направи на Дуи таа кампања затоа што зема албански гласови СДСМ. Милош го отвори прашањето дали Мицкоски му помага сега на Влен со тоа што вика ќе ги земе или Или му ги помага и од друга страна додека нели кокетира Влен со Мицкоски и изиграва добриот албанец, Синан Хасани изиграва сега Влен. Меѓу албанскиот електорат, од друга страна го имаме Дуи кој што Од тоа зема гласови. уште толку ја напаѓа ВМРО и тврди дека тие нема да му дадат поддршка за формирање на влада. Тоа е наративот на Дуи. Не, ама види, овој му дава причина бе да го каже тоа се. Види, треба да има Мено па тоа сам кажам, да да. го кажем. И сега Дуи уште повеќе ќе се А крене. што треба да кажат тие? Добро, фала, пошто не сакаш нас, ние ќе се распуштиме во четврток и вие продолжете, нема проблем. Види се, најни се тие пристап. Види која е причината, сигурно ќе да знаеме. Не е тоа нешто, не ќе да ја шпекулирам овде. Факт е тоа, ти го елаборирав на почеток. Значи, ако некој ти вика овој братуче твој не чини, овој чини, ќе ти кажам, а кој си ти да ми кажеш? Да те прашам директно. Сметаш дека има можеби некој договор преќутен? Абе види, и такви шпекулации сум чул. Све е можно. Сега ние сме овие 30 години што не сме виделе. Сега да ти кажам искрено, кампањата на СДС 2016 беше пооштра. Кон Дуи. Апсолутно. Не се индивидуализираше на Али Ахмети или на Артан. Да. Ами поише штета му направи на Дуи таа кампања затоа што зема албански гласови СДСМ. Ама албански гласови СДСМ, види се, имаше овде една теорија дека СДСМ ги зела незадоволните гласови на Дуи од владењето. Тие ги зема Беса, ги зема Алианса. Овие во Дуи отидоа заради некои нерационалности во владењето на ВМРО и отидоа Мислиш во СДСМ? Отидоа во СДСМ. И СДСМ имаше шанс, требаше некој работи идеално да ги носи. И можеше тоа и да се зголеми. Разбираш? Али тие се поголем број од нив се вратија, се не сите има во СДСМ и албански гласачи, ама не во тој обем кој ги имаше 2016. И тие гласаа таму ради претходното владење на ВМРО, да не можеш да го обвинуваш Дуи за сите за Скопје 2014, например, како ќе го обвинуваш? Не беа тие затоа, ама овој си имаше бројки и го спроведуваше. И пак ти кажам, не можеш да правиш паралела помеѓу 2011 и 2024. Сменето е општеството. И албанците 2016 се соочија се на аномалија, која ние верувавме дека не ја бива. Значи, ДПА влезен у власт, место Дуи кој победи. Траеше 18 месеци целата и тоа не успеа. И се потпиша мајскиот договор. Али останаа траумите. Така да Дуи влезе, ама влезе со резерви. Идните избори да не го расипе пазарот некој. Добро, ама се потпиша после мајскиот договор и тој не го испочитува Дуи во 2016. А кој ќе го испочитуваше во 2016 покрај Американска амбасада, Европска унија, извештај за фатени институции. Можеби тоа е изговор сега дека не го расипал, Дуи го расипал тој договор. Дуи го расипал затоа што мораше да го расипе. Не дека не им одеше баш толку маве. Ама сега се согласиш со констатацијата дека рейтингот на СДСМ апсолутно е паднат и е жртва на предолгото владење на Дуи и начинот на кој што владееше Дуи. Не е само последните 2 години на пример, не знам. Не, ама види кај албанците има вакви заклучоци. Не, сега зборам за СДСМ. Не, кај албанците има вакви заклучоци дека делот Дуи го изеде СДС. Да, ама не е единствена причина. СДС го прифати наративот на ВМРО дека се тие разбира се, значи тоа е политика, политиката е перцепција. Пред свега дојдовме до заклучок дека не е точно дека 98% на судиите се корумпирани. Неко перцепцијата се направи таква. СДС не најде начин тоа да го... Не дека не најдоа на оној начин, они немаат доволно политичко искуство веројатно, иако се
100 години у партија, немаат доволно политичко искуство или го немаат да научено тоа. Да не префата таа приказна. Таа игра, удри си ти со друго, врати им со напад. Види, јас знам која беше 5 години дефанзива. Ме разбираш, па дефанзивата у политика се казнува. Значи у политика треба да бидеш тој што води и другиот да те прати, тогаш добиваш. Да. Не да пратиш. Така да има вистина и во тоа дека однесувањето на некои од дуи апсолутно нападот, перцепцијата која се створи, ја изгубивме државата. Па ќе видиме ми ако имало корупција, кај била концентрирана тако. Ќе видиме, ја видовме ми. Ја знаеме ми од 90-та година кај е корупцијата. Не дека албанците се попоштени. Не биле у можност. Немале шанс. Не биле у можност. Ама имам една теорија. Да. Имам една теорија дека сега албанската политичка сцена ги поминува детските болести кои што македонската политичка сцена ги поминува. Во ране 90-ти и 2000-ти. У однос на коли, функции, фотели. Ама законската регула. Не бе, види бе, кај нас коли имало поубави до 90-та година. Не сме расли од такво обкружување. Друго сакам ти кажам. Ме разбираш, ти зборам од аспект на детските институционален. Па ја БМВ, од кај сум научил? Од тоа, да. Не, сакам ти кажам дека ќе видиме ми кои се и слушавме и видовме и знаеме. Значи кој да ти кажам дека албанците во приватизација учествувале со 0,2%, така нешто. 0,2%. Имаше предлог на, мислам дека и прошли пат го реков ова. Имаше предлог на ПДП да го земеме чешкиот модел, каде што секој граѓанин би добил дел од тоа општествено богатство и би тргувал со тоа. И сега ќе бевме Чешка. Ќе бевме Чешка. Македонија. И знаеш зашто го одбија? Овие албанците сакаат трик да не направат. И го одбија. Да не земат некој процент албанците. Да не земат. И на крај земаат 10 души у држава, друго све пропадна, остана 10%. 90% ги пропадна за да ги купат поевтино. Кој беше проблемот? Иначе ти ако си работник, дали ти е газда работничкиот совет или ти е газда Милош, да, не е битно. Ако ти дава добра плата, не ти е битно. Ние сите станавме душебривници кој ќе ги купи и уместо тоа пропадна. Разбира, Словенија така не го направи. Они го задржа економијата. Ама не, тој принцип, тој концепт, тоа филозофија, тоа учење, тоа е општо, мислам дека македонци и албанци. И затоа ние немаме држава, ние немаме улица, ние немаме шахти израмнети ради тоа. Така. Ова со шахтите чуда. Зошто ќе го прави тој сега таму, тој ќе краде. Чуда работа ова со шахтите. Жими све, ова е нормално. Ти си нашетан човек, си видел негде вакви шахти? Секде има, Петер има откај нас. Реално да правиме мора. Ако одиш у Њујорк има. Ама у Њујорк нема кога да ги поправат, не дека има ностоп сообраќај. 24 сата таму има движење. Чим излезеш од овие згуснати, нели, градови, ти се вака. Писта. Каде? У Америка? У Америка, се извини. Ама види, си у Косово е, ваде. Не, Косово, не. Автопат? Автопатот само, до Приштина. Ама сега ми имаме автопат до Гевгелија, бубрезите ми падаат. Не, автопатот до Гевгелија, ја не знам, 40 години како е пуштен тој автопат, има една дупка и ностоп ја зборам во емисија. Јас знам една кривина кај еден мост, таму ако не успориш, тие трумбите што те избацате. Па за таа. Значи тоа ќе дади петрол. Карши тука 35 години како автопатот направен, таа дупка постои и никој не отиде да ја направи. Ама гледаат сите. Еве сега ВМРО со Вленќана. Ако ја направат, ја поздравиме, види, не треба у старт негативно. Не у старт негативно, него се сомневам. Затоа што мислам дека ќе биде како до сега. Немој така да збориш. Ние даваме поддршка на ВМРО и на Влен. Сега даваме поддршка, да ги направат. Нема проблем, да ги направат. Значи, нека направат нешто и ние како општество треба поздравиме добри работи. Така е. Ти кажав прошли пат кога се вратив од Палермо. Значи ја победивме Италија таму. Пази, Италија на фудбал ја победивме. Останам со брат ми 2 дена, се враќам тука. Тупанчески. Абе, викам, Италија, бе, ја добивме. Не Тупанчески. И што ти кажам? И фатиме. И у несве спаѓаме тука. И тогаш свати дека не ја бива работата. Не ја бива. Значи, реално не ја бива. Не, добро. Види, треба за некои добри работи да ги поздравиш, бе. Треба. Значи, јас сум поздравувал сериозни, види, работи кои ги работели Груевски. Например, него среди катастар, централен регистар, имаше некои добри потези, имаше реално добри потези. Значи, некои работи ги структурираше. И ти тоа треба да го поздравиш. Ја
да ми се обрати некој политичар. Ама како кога кај нас? Ако вика Милош скроз не чини, Алберт е перфектен, нема да му верувам. Значи не може ти да си скроз лош, јас сум скроз добар. Мора да имаш дефект некој. Има тоа е проблемот. Значи кај нас не се наградува тоа. Не се наградува тоа со рейтинг. Например, кога некој ќе направи нешто, будала. Место братучет му зел таму некој со најефтината. будала. И после тоа не се наградува со рейтинг на избори. Тоа што кај нас се наградува со рейтинг на избори е реторика, национализми, не знам, ова како се вика апстрактни. Да. Ама тие се најлесни. Тоа е најлесно. Нема тука, види ние кога правиме работи, на крај имаме индикатори. Мора ти да предвидиш индикатор како ќе процениш дека овој телефон си го направил добро или дека си, не знам, си очисти. Индикаторот и тој ти проценува колку нешто добро или лошо си сработил. Какви индикатори што збор? Што програми ние чувме деноива? Ништо. Ние слушаме локални програми. Во Гостивар, што знам ја, мостот ќе го зацврснеме. Тоа не се бе тоа политички програми. Во суштина све се сведува на мафтање со 3 знамиња. Едно е ова тука од Кутлеш, другото е европското, третото можеби албанското знаме. И сега тоа е нешто, некоја метафизика која што стои позади тие знамења, гордост. По некој американско се. Добро, има и по некоја американско, ама тоа е. Бе сега тоа се емоции се, Ја мислам дека е поеќе како декор затоа што никој мислам дека у Македонија не има сватено суштината на американскиот начин на живот, демократија, слобода на говор и така натаму. Едно 200-300 илјади имаме таму. Да, имаме, ама тие што се таму имаат сватено. Не, македонци, албанци, има полно. Тие имаат сватено, ама овие што живеат тука немаат.